Летната пауза заврши и сме на стартот на третата сезона на Time Out. Втората ја завршивме во време на пандемија на COVID-19, третата ја започнуваме исто така. Овој пат на отворено во прекрасниот амбиент на лаунж барот Двор 21, по сите протоколи, вакцинирани со сертификати, на отворено за да го заштитиме секако нашето здравје, но и здравјето на останатите околу нас. Денес имаме ексклузивен гостин во Time Out, односно третата сезона ќе ја отвориме со селекторот на фудбалската репрезентација на Македонија, Благоја Милевски, или сите како што го знаеме, Сер Боби. Милевски, најпрво ви благодарам што прифативте да бидете гостин во нашата емисија и нашите гледачи секако одблиску да дознаат кој е Благоја Милевски. Поздрав до вашите гледачи, ви благодарам на поканата и се надевам дека ќе имаме пријатен разговор во текот на вашата емисија. Така. Концептот на оваа емисија не е да говориме многу за сегашноста, за она што е актуелно, туку да говориме за некои минати времиња кога Боби Милевски започнуваше да игра фудбал, кога Боби Милевски играше фудбал, да ги посетиме и постарите гледачи како беа тие времиња, но и младите да слушнат како беа некои други фудбалски времиња кога стадионите беа полни во Македонија, на Македонска лига, па и на репрезентација, иако сега полека публиката почнува да се враќа. Милевски, на почетокот, како се запознавте со фудбалот, како се влюбивте во фудбалот, каде започнавте да тренирате? Јас потекнам од спортско семејство, мојот татко е бивши фудбалер во пониските лиги, тогаш на трета или македонска. И оттаму ми доаѓа и генски и тоа што ви обкружува во детството и ви ствара некој афинитет кон тоа и мислам дека и оттаму и поттекнува таа љубов. Сега првите чекори, првото запознавање со фудбалот го имам направено во денешна Македонија, Ѓорче Петров. Јас живеам и роден сум во Ѓорче. Подоцна, како се развиваше кариерата, ќе говориме во текот на емисијата, но првите чекори, првото запознавање и контакт со буамарата е во Македонија Ѓорче Петров. Кој ви беше првиот тренер, може да се присетите? Спасеновски Пајсија. Младинските категории? Поздрав до него, да искористам оваа прилика. Да, сега. Поздрав до него и посакувам секој дел. Младинските категории ги поминувате во Ѓорче? Пионерската, да. Потоа одам исто во пионерите во ФК Вардар, каде што и почнам да се развивам некаде до младинските категории или кадетска, ако не грешам. Па на одреден период пак се враќам во Македонија Ѓорче Петров, настапите за пионерска и кадетска репрезентација на Македонија, кој низ тие настапи дојде и позивот од Црвена звезда. Тогаш бевме на турнир на Републики Покрајина, се организираше во Фоча со репрезентацијата на Македонија младинска до 18 години, иако на 15 години играв за таа репрезентација и тука беше воспоставен првиот контакт со Црвена звезда, со нивните скаути и координатор на младинската школа Војкан Мелич. На негова покана да бидам гостин на турнирот во Минхен, што се играше во јуни месец 85-та, да, 85-та, 86-та пот. Каде што во финалето го совладевме Бајер Минхен. Положив тој тест период, што се вели, и на нина покана останав да бидам член на Црвена звезда, каде што се задржувам низ сите младински категории и последната година и пол приклучен бев со првата екипа, се до 90-та, декември месец 90-та година, каде го напуштам клубот на моје инсистирање. Не сакав да одам на позајмици во Раат или во други југословенски екипи, него
на моје инсистирање заминав од Црвена звезда и ја продолжив мојата кариера во Ираклис во Грција како странец и од таму сето она што следи после. Дали во Црвена звезда имавте сениорско деби? Деби официјално не, но сите што бевме приклучени во работата со првиот тим на сите пријателски надпревари секоја недела, тоа беше пракса, нели, после одигрувањето на првенствениот надпревар, тие што нема доволна минутажа и ние помладите, значи со еден Мусемич и Кривокапич и Радовановиќ, која не игра, бевме дел од таа екипа што играше пријателски надпревари, така да официјално деби за првиот тим нема. Имаше други македонци во Црвена звезда во тој период? Да, секако, дека беше и Панчев, и Најдовски во тој период. Нели Милко замина во Партизан, мислам. И така. Колку овие звезди во тоа време, како Најдовски, како Панчев, ви помогнаа да се аклиматизирате во Белград и во Црвена звезда како млад играч во тој период? Не, јас бев 2-3 години пред нив, дојден веќе бев аклиматизиран, значи школа веќе завршив, така да не ми требаше тој вид на помош, но секако ни беа веќе возрастни со фамилиарни луѓе и дружбата беше ретка за време на тренинзите. Имавме ние свој живот, они свој живот, така да немаше ништо специјално. Како за млад фудбалер беше да бидеш одвоен од семејството, претпоставам дека твоите беа во Скопје, ти во Белград, ете потоа и во Ираклис, во Солун. Како успеваше да се? Па од една страна беше мој избор, желбата за докажување, желбата за напредок, поготово што во тоа време Звезда и поголемите клубови, значи од големата четворка ги собира најдобрите таленти од цела Југославија, значи беше честа огромна и задоволството кога дојде поканата од Црвена звезда и такви покани не доаѓаат често во животот и поготово што јас сакав да напредувам во кариерата, фудбалот го сакав и тоа како, иако бев и одличен ученик, но фудбалот ми беше као, таргет у живот за каде што сакав да успеам и се ми беше подредено на тоа, но никогаш не го запоставив школото. И тоа беше многу лесно да се одлучам за такво нешто, да ми недостасува и родителите, и фамилијата, и мојата сестра, но знаете, у животот доаѓа периоди каде што морате да ставите некои работи на вага, што се вели, и да што ќе преолада. Но никогаш тие паузи или временски периоди кога бев оделен од фамилијата, никогаш не бев, нели, целосно сам, дали родителите доаѓаја кај мене, дали јас кога имавме, нели, пауза во првенството, тоа некако некој баланс наоѓавме и функциониравме. Секако мислам дека на родителите им било многу потешко него на мене. Е благодарност до нив што во тоа време и денеска, иако сме веќе возрастни, се тука за да помогнат и само се молам Господ зајде да им даде да ми поживеат, што се вели. Доколку дојдеше ваква покана од Партизан, дали ќе ја прифативте? Искрено не. Зашто, не знам, од мали нозе, нели, некако сме биле Вардар во Македонија секако на прво место и од секогаш сум бил наклонет на црвено-белата боја. На црвената поготоа, каде што преовладува и во Вардар, и во Звезда, и во репрезентација. Претпоставував дека ваков ќе биде одговорот и затоа ви го поставив ова прашање. Не споменавме на почетокот на која позиција настапувате? Па стопер. Стопер денешен, да. Дали важевте за паргав играч? Па не. Ако ви кажам дека немам добиен од директен црвен картон во кариерата, значи дека сум бил не така груб, да, на моменти агресивен, што се вели во фудбалската игра, но тоа
што се покажува у денешно време, без тоа не можете да бидете успешен, нели? Споменавме од Црвена звезда одите во Ираклис и таму веќе ја започнувате сениорската кариера. Како течеше вашата кариера? Во тоа време имавме нели некои затегнати политички односи со Грција. Брзо потоа дојде и тоа ембарго. Јас потекнувам, моите родители потекнуваат, тоест татко ми потекнува од Егејска Македонија. Службите правни на Ираклис пробува да извадат и државјанство двојно. Не успеа во тоа затоа што дојде, јас веќе добив и провизорен пасош грчки, но дојде ембаргото, моравме да напуштиме Грција. Од Ираклис потоа отидов во Трикала на позајмица и морав да напуштам Грција ради нели политичката ситуација моментална. Од таму одам во Марибор, каде што првите успеси на европска сцена како клуб нели во Лига Европа или Куп УЕФА тогаш. Поте Борусија Дортмунд, Аустрија Виена, тие легендарни утакмици на Марио Браник уште тогаш. 2 години се задржав таму, имавме одлични освоено куп, вице првак на Словенија, од таму трансфер во Турција во Самсунспор, каде останав 1 година. Од таму се враќам кратко, мислам дека Вардар, па од Вардар Победа, од Победа пак во Грција, од прволигаш тогашен Панелијакос доле на Пелопонес. Мислам дека од таму пак се вратив во Македонија и 2000-та заминувам за Израел, кај што останав 4 години. Од таму се враќам во Цементарница, станувам до 2007-2008. Потпишувам за Македонија Ѓорче Петров, каде со која станавме шампиони 2008-2009. Од таму Вардар и ја завршувам кариерата во Вардар 2010. Во клубовите каде што и започнува во Ѓорче и во Македонија Ѓорче Петров, ајде цело име да го кажеме. Како први и последни, нели? Да. Игравте во неколку држави, игравте во многу клубови, јас пробував да се спремам и да ги запаметам имињата на сите клубови, меѓутоа морам да признам дека не успеав да ги запаметам. Сите, веројатно 10 клубови набројавте. Во кој клуб ви беше најубав? Добро, не може така да бидеме, ајде, да се одлучам за некој, затоа што во секој клуб мислам дека ми било убаво. Сум соработувал со одлични личности, фудбалери и како фудбалери и како личности. Би ја извел, не знам, Марибор како специфична средина. Бевме млада екипа на слична возраст. Секако дека Аждот и Израел оставија трага во мојата кариера и во животот воопшто. Македонија Ѓорче Петров тука и Цементарница како домашни. Во Аждот сте легенда на клубот, 4 сезони игравте, го освоивте купот на Израел, Тото куп мислам дека се вика. Како успеавте да се прилагодите на таа средина од играње на Балкан, преку Турција, Грција, Израел? Израелците се специфичен народ кој важат за дали историјата, нели, ја знаеме многу добро сите како им е, дали ги натера на тоа да бидат многу солидарни како народ се и кога ќе те прифатат тони како личност, тука е, значи, сите можности ви се отвараат ако ве прифатат како пред се како личност. Затоа што они се, нели, важат за интелигентен народ, си имат своје его, значи на највисоко можно ниво, и ако се осетат
загрозени од некоја страна, онда тука веќе има некоја одбивност кон личноста, но кога ќе видат дека сте на исто рамниште со нив, дека ги прифаќате како народ, нивните, нели, традиционални работи, дали до верата, дали до социјалниот живот и сето, се прилагодувате на тоа што они, како функционират они, ме прифаќаат како еден од нив. И јас бев со супругата таму, нели, од 2000 година, 2002 ми се роди синот. И тој нивни традиционални вечери и традиционални вечери што ги прават за време на шабат, нивни петок навечер и ручекот во сабота за шабат. Ако и кажам дека во времето кога бев сам, кога беше сопругата тука јас таму, па и она кога бевме заедно, не сме вечерали или ручале сами дома. Значи секогаш се наоѓаше некој што ќе не покани, за да не бидеме сами као странци, да се осеќаме како еден од нив, и тоа не можам да го заборам никош, и тоа ќе ме прати до крајот на мојот живот. И од таа страна сум се осеќал како дома, и затоа не ретко јас кажам дека кога би одбрал татковината втора после наша Македонија, тоа би бил Израел. Веројатно ние македонците и историски гледано знаеме како име на израелците и затоа многу подобро може да се прилагодиме на нив и да имаме сочувство према нив. Веројатно и оние од тие што ја знаат нашата историја, веројатно затоа сме и толку блиски и многу лесно може да се прилагодиме. Па, мислам дека и тоа е некој, нешто што не поврзува или ни помага да се адаптираме едни на други. Да. Каде ги прикажавте најдобрите игри? Не знам, имавме одлични време, одлични сезони и со Марибор. Па ќе кажам дека посебно надпреварите против Борусија Дортмунд тогашна со звезди од типот на Матија Замер, од Шулц, од Шапуизат, од Ридл, од плејада репрезентативци и на Германија и на врвни европски фудбалери. На првиот надпревар во Марибор одигравме 0-0, на реванш надпреварот водевме на полувреме 0-1, го загубивме за жал 2-1 тој надпревар. Има одличен тренер Отмар Хицфелд. Значи тие надпревари не можеме да ги заборавам. И сезоните двете што ги одигравме со Марибор, секако 4 поминати сезони со Аждот и првите успеси и првиот пласман во Европа, секако дека постои. Сезоната со Македонија Ѓорче Петров да пропад во историјата со шампионската титула. И у Цементарница беше добро. Али Цементарница влеговте од втора во прва? Не, ние бевме или во прва дојде? Во прва тој период, али би ги издвоил секако Марибор и Аждот и Македонија Ѓорче Петров. За фудбалската репрезентација на Македонија имате одиграно само еден официјален надпревар од оние што се признати од ФИФА, тоа е против Египет 98 година во Куманово, меѓутоа повеќе пати бевте повикувани. Кое е чувството да се застане на средина на теренот и мирно да стоиш додека ја слушаш химната на Република Македонија, иако претходно настапувавте и за другите селекции? Тоа треба да го осетите. Че не можеш да го опишеш со 1, 2, 3 или 5 збора. Тоа чувство е посебно. Дали сте на средина на терен, дали сте поред аут линијата, мислам дека е подеднакво чувството, но сепак оние што се на средина на терен се главните актери на надпреварите што ги игра, нели, репрезентацијата, и мислам дека тој што не го осетил тоа чувство има многу се занимава со фудбалот, има многу голема празнина и
дупка во фудбалската кариера своја. Тоа ми беше и следното прашање. Како е полесно да бидеш на средина на теренот и да ја слушаш химната или да бидеш кај клубот? Да не го завршите прашањето, на средина на теренот е многу полесно. Сега сте селектор на фудбалската репрезентација на Македонија, бевте селектор и на младинската репрезентација. Меѓутоа, кога вие игравте, може други тренери, други селектори, дали сметате дека можевте или заслуживте да имате повеќе настапи за фудбалската репрезентација на Македонија? Од оваа гледна точка, секој тренер, секој селектор си има своја филозофија, не само за фудбалската игра, него и за профилот на репрезентативецот кој му треба во неговата фудбалска филозофија за да му склопи мозаикот во целост. Јас ако ме прашате лично, да, мислам дека можев повеќе настапи да имам, но од друга страна ги разбирам и селекторите од оваа гледна точка дека секој си имал своја визија за она како треба и кој профил на играч му бил потребен во тој момент во тимот. Да, веројатно сте еден од најкомпетентните да говорите на оваа тема, бидејќи сте еден од ретките кои што се нашле во ситуација да бидат и играчи репрезентативци, сега да бидат и селектор. Мислам дека освен вас, тука се Драган Канатларовски, Чедомир Јаневски и мислам дека Гоце Седловски, еден надпревар веле селектори, тука некаде мислам дека се затвора тој круг. Сега веќе кога почнавме да правиме комбинации играчка со тренерска кариера, каде започнувате како тренер? 2010-та, ја завршив мојата играчка кариера. 2010-11-та поточно во ФК Вардар, дојде до некои промени структурно, целосно во клубот и на покана на тогашниот шеф на стручен штаб на Македонија Ѓорче Петров, Илчо Ѓорѓиевски, потоа беше тренер и во Вардар, каде сите се преселивме од Македонија, Ѓорче Петров, и на него покана да му бидам дел од стручен штаб како асистент, како соработник. Ја прифаќам и во меѓувреме веќе како активен фудбалер ги завршам сите потребни лиценци. И исто и 2011-та пролиценца. Почнам со работа како соработник на Илчо Ѓорѓиевски и веќе во 2012-13 по неговото назначување за председател на Фудбалската федерација станам прв тренер или шеф на стручен штаб на ФК Вардар. Значи тука е една година како асистент, втората веќе како шеф на стручен штаб на ФК Вардар, кога во првата година станавме шампиони, го освоивме Суперкупот и оттаму почнува. Како тренер сакате да се надигрувате со противникот, сакате да играте убав фудбал за око. Сега ќе ве прашам дали ќе се сложите согласите со една констатација. Тренерите кои што како активни играчи биле одбранбени фудбалери, сакаат да негуваат како тренери напаѓачки фудбал и обратно. Напаѓачите како активни фудбалери повеќе љубат да играат одбранбен фудбал. Искрено не сум обратил внимание на таа статистика кој како колку што и зошто, но можам да кажам за себе дека од страна на фудбалер, таа страна како одбранбен, можеби, тоа и причина, знам, мислам се соочил со безброј ситуации одбранбени и знам што би направил кога би бил јас во напад. И можеби од тој аспект дека секогаш додека сум тренер, ќе ми биде интенцијата како да го загрозам противничкиот гол, пред се него како да се одбранам. Можеби од таму потекна и тоа. Веројатно знаете филозофијата на. Да, знаете како размислуваат дефанзивците, како ќе се постават. Можеби да. Веројатно знаете каде им се и слабите страни тогаш. Во Вардар продолжуваме во тренерската кариера. Ништо во Вардар до
2013-14 кога дојде нов собственик, 2014 февруари месец, нели господин Самсоненко го превзема клубот, си носи своји соработници, свој стручен штаб и тој период од февруари месец 2014 до септември 2014 кога Фудбалската федерација објави конкурс за селектор на U21, аплицирав, комисијата ни се разговори, се одлучи да ми ја даде довербата на мене и од септември 2014 со првиот контролен надпревар или пријателски со Романија во октомври месечина почнуваат мојата работа со U21 со 8 месеци пауза 2018 кога бев нели во Аждот како тренер се до 1 август 2021. Предходно бевте повторно селектор на U21, да, после Аштот. Ќе се задржиме на ова прво селекторување во U21 репрезентацијата, историски период за фудбалот во Македонија. Нашите млади селекции претходно беа последни, беа предпоследни на табела и доаѓа сега Боби Милевски во група со Франција, со Србија, ако не се лажам, со Украина, со Исланд. Франција, Украина, Шкотска, Исланд и Северна Ирска. И Северна Ирска. Франција, апсолутен фаворит, многу поголема држава од Македонија и по територија, и по жители, и фудбалски, веројатно, и финансиски. Боби Милевски со таа генерација успева да заврши прво група и директно да се пласира на Европското првенство во Полска 2017 година. Дали воопшто се надевавте дека можете да направите таков успех? Па, искрено не ни размислував на тоа. Бевме свесни дека квалификациите за Европско првенство на млади категории, посебно ќе се задржам за U21, се и текако тешки и многу потежок е патот него за сениорските репрезентации. Од кој аспект? Затоа што во тоа време тој систем на квалификации, значи само првопласираниот од 9 групи иде директно и игра, тоест тоа време само првите беа точно, идеа директно. Најдобриот втор, мислам дека играше бараш нешто така. Но за да бидете прв директно и да се пласирате директно на Европското првенство, не само за Македонија, за било која репрезентација од втор шешир па надоле беше невозможна мисија во тоа време. Ние тогаш ги стартувавме квалификациите од пети шешир и мислам дека први сме во историја на тие квалификации, на тие европски единствени, што од тој шешир од пети се пласирале на едно европско првенство. Да не трошиме зборови за една Франција, за Шкотска, за Украина, за Северна Ирска и за Исланд. Но и од тој аспект не размислував многу на тоа. Дали ќе се пласираме или не, дали верував, ме прашавте, верував дека можеме да бидеме конкурентни. Познавајќи ги талентот и потенцијалот на нашите играчи тука, да, не го познавав каков е талентот и потенцијалот на европските репрезентации, затоа што тоа ми беше прва работа како селектор или со репрезентативен калибар, со било која репрезентација. Сега, од овој аспект, значи, знаеме кога се соочувате со репрезентации и знаете што поседува како квалитет, но тогаш беше непознато. И затоа се цела концентрација наша и моја и на мојот стручен штаб беше на како да извадиме максимум од тој потенцијал и талент што го имаме на располагање.
Не знам, момците, иако 80% од играчите кои настапуваат за репрезентација доаѓа од домашно првенство. И тоа беше као статистика наведено на официјалното интервју што го имав на Европското првенство со луѓе од УЕФА. Они извадија точно 82% од домашни играчи кои настапуваат во домашното првенство наше. Имавме во состав на Европското првенство и тоа за нив, познавајќи го квалитетот на нашето првенство, познавајќи го и тогаш рейтингот на репрезентативниот фудбал на Македонија, им беше не чудно, него чудо. Како сме се нашле во 12 најдобри репрезентации во Европа. И сега јас тука, нели, проформа одговори, ние имаме талент, имаме потенцијал, секој сме имале едно, друго, трето. И беше еден господин на 60 и некоја година возраст, се смее вака и да, господин, ама како сте тука? Да, ви го знам и талентот и потенцијалот, но секако исто така го знам и квалитетот на вашата лига, на вашето првенство, откаде 82% играчите ви доаѓаат во репрезентацијата, ја знам исто и квалитет на репрезентативниот фудбал, како сте тука? И ја видов дека е господин спремен, много, и сега навлегувавме малце поише во анализа на други фудбалски работи под лавоко. Во секој случај и Европа беше изненадена од нас и ние, нели, од самите себе, но пак ќе кажам дека момците завршија многу добра работа, созреа многу побрзо него што очекувавме сите и мислам дека тоа беше клучниот фактор или клучната работа што не донесе до тој пласман на Европското првенство. Значи, зрелоста која покажаа момците на таа возраст и периодот кој ни беше на располагање за созревање. Квалификациите ги отворивте многу лошо. Ако не се лажам, ако добро се сеќавам, со пораз од 3:0 против Исланд. Каде беше пресвртната точка за да се направи овој успех? Па мислам дека, баш на тој надпревар. Баш на тој надпревар, него како се одвива работите и испадна дека е добро што ни се случи баш тоа, такво нешто на тој надпревар, каде што, иако ја загубивме со 3:0, мислам дека момците созреа на тој надпревар. Поише фудбалски, него човечки. И тој надпревар ни беше како еден репер или правец како не треба да се движи. На веќе следниот надпревар, тој надпревар со Исланд беше во јуни, на следниот надпревар септемврискиот циклус против Украина на домашен терен, кој го победивме со 1:0 со гол во 93-та минута во судиското надополнување. И од таму 13 надпревари имавме во низа, без пораз, до Европското првенство. Значи, од сите репрезентации, сите 12 што се пласира на Европско првенство, само Португалија имаше поголем низ, подолг низ на непоразеност од нас. Они имаа 16, ние 13. За као една паралела, Германија беше трета со 11. И тоа ми даваше, ми даде некоја визија или самодорива во мојата работа или визија како треба да функционираме и во иднина, дека треба да имаме доверба во нашите фудбалери, треба да имаме доверба во потенцијалот и талентот што го носат. Сега на нас тренерите како ќе го развиваме тој талент на нашите фудбалери и кога ќе оставиме во функција на тоа што ни е потребно.
Последниот натпревар од квалификациите против Шкотска на домашен терен, меѓутоа чекавме уште еден резултат, мислам дека Украина требаше да ни заврши работа или Исланд сега. Нека не ме фаќаат гледачите за збор. Дали бевте свесни дека можете да одите на Европско првенство и дека се пласиравме на Европско првенство? На 3 кола пред крај ние игравме на гостински терен со Шкотска, мислам. Да. Пред тој натпревар не размислувавме на пласман. Ја само шала со колегите ја реков или ќе идеме директно на Европско или нема да идеме уопште. Затоа што најдобрата втора пласирана и најдобрите две игра бараш. Дека мили ќе идеме први, као првопласирани или пред Франција, пред Исланд више беше прв. Пораз од 3-0 и 0-0 дома со Исланд. Да. И на тој натпревар во Шкотска, тој нема да го заборам никош, дека сум тренер, а мислам и дека и момците што го одиграат. Го отворивме добро, значи 0-1 за нас, но ни се деси црвен картон, втор жолт, на Егзон Бетулај, мислам, 63 минута. И игравме со играч помалце, ни се повредил голман од 85-6. Не знаеше ни дали ќе продолжи, дали може да продолжи, веќе направени измените. Немавме више измени. Игор Алексовски бранеше тогаш. Практички на една нога го заврши натпревар. И тука, кога судијата продолжи 7 минути, мислам, на дополнување, аде се заврши кој што се заврши натпреварот 0-1, и тука веќе го видов тој фактор плюс. Кај играчите дека го имаат и имаат све за да одат на Европска. Следуваше домашен терен натпревар со Северна Ирска и последниот со Шкотска. Пред тој натпревар сите опции беа во игра, можеше и Франција да иде, можеше и Исланд да иде. Исланд играше со Украина на домашен терен, Франција не знам со кого играше. Мислам дека со Украина или со Шкотска. Не, со Шкотска не играв, не се сеќам баш. И искрено не ни размислував на тоа. И пробавме, тоа ни беше главната задача, како да го тргнеме тој притисок од играчите, да не размислуваат воопшто на тој пласман, дали ќе биде, дали нема да биде, него да се сконцентрираат само на натпревара со Шкотска, што ни следеше и како ние да одиграме. Па што ќе биде, нека биде. Колку и да ги гаслевме телефоните, колку и да ги забранувавме сите информации да дојдат воопшто до нас, но публиката, тогаш мислам дека скоро беше и по-градски, на надпреварот со Исланд и Украина, нели, како се менуваше резултатот, така публиката реагираше, фудбалерите исто така. Џабе ви е да се трудите, да ги изолирате, да ги смирувате, ништо, ние го одигравме феноменален надпревар. Значи 2-0 беше веќе на полувремето. Но на полувреме, добиваш информации. Не знам, искрено не знам како го истркавме тоа втора полувреме, поготово кога веќе и 2-3 беше за Украина, по реакцијата на публиката, по 2-4 веќе на 10 минути пред крај. Не знам, у некој транс и се заврши како што се заврши. Потполно заслужено, со тоа што го покажа момците низ целите квалификации. Па и на тој надпревар со Исланд одигравме одлично прво полувреме, не искористивме шанси. Имавме 12 минути
лоши во втора полувреме и пак ќе ви кажам дека тој натпревар не беше правец и репер како не треба да видиме и тоа ни беше као една водилја низ квалификациите подоста. Доаѓа Европското првенство. Прв пат Македонија една европско фудбалско првенство нема да ги омаловажиме успесите ниту на кошаркарите, ниту на ракометарите, ниту на одбојкарите, ниту на ватерполистите што се малку подзаборавени веќе. Меѓутоа, фудбалот е фудбал. Македонија во последните 4-5 години живее за фудбалот и фудбалот повторно е спорт број 1. Игравме на сениорско првенство, базата на играчите беше од оние играчи кои што во 2017 играа на младинското првенство до 21 година. Како помина настапот на европското првенство? Во група со Шпанија, со Португалија и со Србија. Србија на европско игравме, ја помешав во квалификациите претходно. Веќе после жребката мене ми беше јасно дека тоа ќе ни биде момент за уживање. Да уживаме во не ние само, него и фудбалерите да уживаат во она што го оствариле, во тоа што го направиле и да пробат да покажат компетитивност, да покажат талент и сиот потенцијал што го носат. Значи тоа ни беше мотивот и основното мото со тоа што влегувавме на надпреварите на тоа европско првенство. Бевме свесни дека Шпанија е можда и број 1 во младински фудбал во Европа, Португалија ако не број 1 раме уз раме со Шпанија, а Србија дојде на тоа европско првенство како актуелен светски првак на таа генерација. Во тој аспект што ви останува друго него да пробате да играте фудбал, да пробате да го покажете сето она што го знаете и умеете и она што го поседувате како потенцијал. И мислам дека првиот натпревар го игравме со Шпанија, загубивме со 5-0, но ако на официјалниот прес што го имав после натпреварот, на прашање на шпанскиот новинар, првото прашање негово беше, првото прашање што ми го постави беше како се успеливте да играте така отворено против една Шпанија. Тоа ми беше првото прашање. А ја му одговорив, знаејќи ја статистиката одма ја добив после надпреварот, кој Македонија имаше 24 удари на гол или акции или напади завршени со удар на гол. Шпанија 11. Македонија имаше 7 корнери, Шпанија 4. Последна топка беше до 75-та, мислам до четвртиот гол, 50-50, тука не така. И тоа ми даде едно чувство за задоволство, без разлика на резултатот. Ние и на 0-0 имавме шанса, и на 1-0, и на 2-0, и на 3-0. Али за наша жал, шпанците го има Асенсио, кој постигна 3 гола на тој надпревар, кој од сите 3 од пенал, другите 2 не се бранеа уопште. Првиот Саул Нигес не го даде со ножички. Што да ви кажам, дека без разлика имаше задоволство кај мене, иако загубивме со 5-0. Вториот надпревар го игравме со Србија, кој водепе 2-1 до 90-та минута, а играте против актуелен светски првак, не изедначе 2-2. Последниот со Португалија, веќе на Португалија им требаше 3 разлика да не победат за да се пласират во полуфинале. Почнава веќе прва минута 1-0 за Португалија, но па 2-0, па 2-1, 3-1, па 3-2. Сакам да кажам дека пробавме да играме фудбал, отворен, напаѓачки. Иако
го загубивме и надпреварот со Португалија, одма после надпреварот од сите страни, од сите селектори, поготово тие што чекаа за пласман во полуфиналето, мислам дека предначеше селекторот на Словачка и не постави како пример како треба да се однесуваат фудбалерите кога настапуваат за својата репрезентација, и голема благодарност за сето она што го покажавме на тоа европско првенство, затоа што да, го загубивме 4-2 надпреварот, но не и дозволивме на Португалија да оди во полуфиналето, нели ги испративме дома условно кажано, но одигравме честно, поштено, спортски, и тоа ми е најголемото задоволство и сатисфакција од тој настап на тоа европско првенство, затоа што покажавме дека имаме талент, имаме потенцијал да бидеме конкурентни со најдобрите во Европа. Тоа европско Што првенство и се покажа, нели подоцна, што кажавте и вие, дека 12 од или 14, мислам, од тоа европско првенство беа дел и од А селекцијата која учествуваше на сениорското европско првенство сега во 2020. Тоа европско првенство младинско се играше со 12 репрезентации, малку чуден систем, 3 групи по 4 екипи, и директно се преминуваше на полуфинале, победниците на групите и најдобрата второпласирана репрезентација игра, и веројатно после жребката стана јасно дека немаме шанси против Шпанија и Португалија да бидеме на прво место, ако ја изненадивме Франција во квалификациите. Меѓутоа пак ќе се навратам на онаа моја констатација дека одромбените фудбалери како тренери играат нападачки фудбал. Тоа го потврдивте и вие сега со со прашањето од шпанскиот новинар како против ваква Шпанија играте ваков нападачки фудбал. Тоа го потврдивте и со надпреварот со Португалија, 2 голови на Португалија важат за европски бразилци, барем така е прекарот на нивната репрезентација. Ќе го прескочиме настапот на сениорското европско првенство и ќе преминам директно на вториот мандат во U21 репрезентацијата. Тука завршувате на второ место и не одиме на европско првенство само заради промена на системот на квалификациите заради ковид пандемијата. Значи ни се деси пак, нели, Шпанија да имаме во група на таа ждребка, но ќе кажам овој пат бевме многу по-конкурентни, поготово на надпревар што игравме на домашен терен. Нели, 82-83 примивме гол од пенал, 89 или 90 не искористивме пенал, го седавме противникот на еден удар на гол, една Шпанија. Момците тактички надпревар одигра за учебници што се вели, и тука покажа дека имаат и таа генерација има потенцијал да биде конкурентна во Европа, да можеме да се надеваме, да можеме да црпиме и од таму допуна на таа база што ја направивме 2017 на тие 13-14, и на сите нас е основна задача, главна, да не дозволиме да изгубиме таа база, него да работиме само на дополнување на таа база што и сега го правиме. Што се однесува до тие квалификации, да, за жал, поради пандемијата на средина од тие квалификации се менува системот на такмичење или системот на тие што ќе се квалификуваат на европското првенство. И само тој аспект по најмала рака останавме без тој бараш за настап на европско првенство, иако одигравме одлични квалификации, одлични надпревари. Имавме само, нели, 2 порази од Шпанија и тоа е тоа. Другото, 2 нерешени со Израел, еден со Казахстан, другите ги имавме победи. И за жал генерацијски, жал ми е за генерацијата на фудбалери кои стварно одигра квалитетни квалификации, остана без шанса или без настап за уште една европска.
Може да кажеме за овие квалификации дека не се пласиравме на Европско првенство заради лошо изведување на пенали? Добро, сега пеналот, пенал е составен дел од играта. Иако навидом изгледа лесно, не е лесно да се постигне гол. Да, го имавме тој пех. Мислам дека 3 промашивме, од кои едниот после промашување во истата акција го постигнавме, мислам со Црна Гора таму на гост. И да, и остану некоја, што знам, жал некоја за пропуштеното, но од друга страна задоволството е присутно затоа што покажавме дека имаме талент, имаме потенцијал, секогаш сме го имали, секогаш ќе го имаме, само треба да го ставиме во функција на тоа што ни е потребно и да работиме на развивање на тој талент и потенцијал на фудбалерите што си го носат со себе, и мислам дека не треба да се грижиме за фудбалската иднина наша. Даво Емилевски сега е селектор на А репрезентација или сениорска репрезентација на Македонија. Дали оваа репрезентација има сила, има квалитет да го продолжи овој позитивен тренд од пласмани на големите надпреварувања? У21 Европско првенство, сениорско Европско првенство, втори и нема пласман на Европско првенство со младинците заради ковид пандемијата. Сега следно е светското првенство во Катар наредната година 2022. Веќе се почнати квалификациите за светското првенство, нели одигравме 3 надпревари во мартовскиот циклус на надпревари со Романија, Германија и Лихтенштајн. Значи се наоѓаме во тек на едни квалификации, но исто така се наоѓаме во период на транзиција, на некоја си транзиција на репрезентацијата, на тимот, посебно по откажувањето нели од репстативни настапи на Горан Пандев, Тричковски и Крсте Велковски. Значи мора да се трансформираме или да ја некоја да се преформулираме или обликот да го смениме на функционирање на тимот, на репрезентацијата, и од до сега беше некоја усмерена све кон некои индивидуални квалитети и потенцијали на одредени играчи. Сега наша главна задача и главна цел ќе ни биде да ја наметнеме таа тимска игра, составена со тимска тактика, секако дека и вклопување на индивидуалните квалитети на играчи и ставање во функција на тимот. Значи во таа некоја си транзиција се наоѓаме. Сега како и колку време ќе ни треба за тоа ќе покажат нели само идните надпревари. Добро ќе ни дојдат овие надпревари за да го постигнеме тоа, за да постигнеме целта и таргетот која ни е Европското првенство 2024. Сега ако видите сигурно ако не се укаже и шанса и можност да бидеме конкурентни и во овие квалификации текони што траат, ќе пробаме да искористиме секоја можност за да имаме што подобар пласман и да бидеме што подолго конкурентни во групата во која се наоѓа. Сега би сакал да ве прашам околу квалитетот на домашното првенство. Последните години и претходниот селектор повикуваше многу малку фудбалери од домашното првенство, а вие, како што кажавте, оној успех со пласманот на Европското првенство во Полска 2017 го направивте со 82% играчи од Македонската лига. Сега тие истите играчи сега се веќе интернационалци, па затоа немаме играчи од домашното првенство. Меѓутоа, дали Македонската лига има квалитет да произведува репрезентативци со оглед на тоа што после неуспешните настапи на нашите клубови ова лето во фудбалска Европа паднавме, мислам дека на 53-то место на ранглистата на УЕФА за клубски фудбал
И доколку истото се повтори и наредното лето, Македонија ќе изгуби една екипа во европските купови, наместо 4 ќе има 3 екипи. Дали домашното првенство може и дали воопшто произведува фудбалери од репрезентативен кадар? Калибар, се извинувам. Значи не сакам, нити имам право да коментирам, но фактите што ги изнесовте се факти, а тие велат дека секоја година имаме се полоши и полоши настапи на европска сцена. Значи тоа е мерилото за успешноста на нашите клубови, за жал. Сега не се тука само домашните играчи, него јас би кажал дека за да имате успешни настапи на европска сцена клубска, тука е и изборот на странските играчи кои се зимаат, нели, што се носат за да играат во нашето првенство, за да направат некоја си разлика и за тие домашни играчи за да ги направиме малце подобри. Сега, дали се носат такви странци или не, тоа е работа на клубовите, тука немам право да се мешам, но фактот е присутен дека посебно оваа година, мислам дека и Гибралтар е пред нас, ние загубивме од Гибралтар со U21 со втората генерација на гостински терен 0-1 и да, одекна као шок, како бомба, но со настапите клубски сега гледаме од каде доаѓа тоа. Факт е дека никој не може да ми каже дека немаме талент и немаме потенцијал. Барем јас не се согласувам со тоа, затоа што сум присутен и работам 7 години више со тие таленти и потенцијали и не може никој да ме убеди дека немаме. Не, имаме, него не работиме добро, очигледно, сега, на развивање на тој талент и потенцијал, што се однесува до клубскиот фудбал. Без разлика на кој му е мило или не, тоа е фактот, фактите покажуваат тоа. Што треба да се направи? Тоа е веќе друга тема на разговор. Дека имаме талент, пак ќе кажам дека имаме, но треба да се работи, тоа што им треба на играчите за да го развиваат тој талент и потенцијал и да го усмериме во правилна насока. Дали поддржувате натурализација? Ако ни носи подобрување на квалитетот на тоа моментално што го имаме, да. Милевски, емисијата беше планирана да тае 30 на минути, но ние веќе разговараме скоро 1 час. 57-8 минути веќе. Ќе направите 2 емисии. Разговараме, а верувај ми дека имам уште најмалку 20 прашања, меѓутоа ќе оставиме нешто и за следниот пат и токму затоа последно прашање од мене за денес. Дали Благоја Милевски има некоја неостварена желба на спортски план? Мислам дека секоја, круна на некоја тренерска работа, на секој тренер би требало да биде, според моје мислење, е да предводиш најдоброто нешто од својата држава. Посебно на репрезентативен план. Нели, клубски веќе имам, сега ми се оствари и на репрезентативен. Значи сите фудбалски желби што се однесуваат до мојата работа се остварени, но таа желба за успех со ова што ми се оствари сега, да, имам една повторен пласман или учество на завршен турнир, дали европско, дали светско. Се надевам дека следниот пат кога ќе ни бидеш гостин во Тайм-аут, тоа ќе биде како Благоја Милевски, селектор на фудбалската репрезентација на Македонија, која што ќе игра на светското првенство во Катар 2022 година. Ви благодарам пред се за поканата да учествувам во вашата емисија, на вашите желби и посакам на вас, на вашите гледачи и на цела македонска јавност пред се добро здравје и секој добро. Милевски, уште еднаш ти благодарам.
Тоа беше тайм-аут со селекторот на фудбалската репрезентација на Македонија, Благоја Милевски. Јас уживав во разговорот, како што кажав пред самиот крај, имам уште најмалку 20 прашања за селекторот, но ќе оставиме нешто и за следниот пат и да имаме причина да го повикаме селекторот уште еднаш да ни биде гостин. Довидување и се гледаме повторно следниот петок.